Огњан во живо си повели пренесени атмосферата и впечатоците и што се случува до овој момент во Белград. Да, Пајо, како што кажа и ти, улиците во Белград се полни. Точно каде е протестот никој не може да каже, бидејќи тоа е една непрекината колона на луѓе од Народното собрание до плоштадот Славија, улиците, булеварите. Ние во моментот се јавуваме од пред Народното собрание, каде што по 10-15 повици луѓето да се префрлат пред Славија, а се со цел за да се задржи мирниот тек на протестот. Луѓето веќе почна, обезбедувањето почна да прави кордони помеѓу демонстрантите, студентите обезбедувањето со цел сите да се префрлат на плоштадот Славија и од таму да следат и таму да го продолжат протестот. Пред малку околу 17 часот, околу 17:30 часот, пред на собраните во Славија се обратија неколку студенти кои што ги испратија своите пораки и ги повторија своите барања кои што се непроменети. Тоа беа говори полни со емоции, тоа беа говори со повици за сплотеност, тоа беа говори со желба за подобро утре, тоа беа говори со надеж дека нешто ќе се смени и ќе биде Србија таква каква што тие ја посакуваа. Како што кажа и ти во своите обраќања, говорниците на платото во Славија кажаа дека долго време трпеле насилство, долго време биле угнетувани, долго време морале да гледаат што се случува околу нив, а при тоа никој да не реагира. Рекоа дека тоа што го прават денеска ќе значи утре и ќе го обликува утрето на сите овде во Србија. Предлагам сега да ги погледнеме поентите од обраќањата на студентите на платото на плоштадот Славија. Sve što se događalo dovelo nas je do sadašnjeg trenutka. Pogledajte gde smo. Pogledajte koliko nas je. Vaš glas vredi. Vaš glas čujemo. Nek vaš glas traje. Hajde da zajedno probudimo Srbiju. Istrajmo u borbi za studente, poljoprivrednike, prosvetne radnike, advokate, farmaceute, lekare, glumce, umetnike, novinare, inženjere, za sve živote koje smo izgubili i za one koje bismo izgubili da smo nastavili da ćutimo. Noć je najmračnija pred svitanje. Do ispunjenja zahteva! Puta dogodilo da u zanosu posegnemo za pogrešnim metodama i da obuzeti očajem rušimo ono što nas teši, ne misleći šta ćemo od toga izgraditi. Korak ka društvu koje želimo da izgradimo
društvu koje želimo da izgradimo jeste elementarno funkcionisanje institucija, što je sadržano u suštinski studentskih zahteva. Rad institucija treba da bude u opštem i objektivnom interesu svih građana. Stoga se postavlja pitanje šta je to što trenutno sprečava institucije da zahteve u potpunosti ispune? Da li su institucije u mogućnosti da rade nezavisno i u interesu svih građana? Да, Павле, како што можат сите да видат, многу емоции и од говорниците, многу емоции и кај граѓаните кои беа на Славија. Тие од таму студентите соопштија дека нивните барања се доставени до обвинителството. Станува збор за истите барања кои што се од почетокот на протестите, од почетокот на протестите. Барањата се да се достави комплетната документација за изградбата на станицата во Нови Сад, која резултираше на крајот, што резултираше со трагедијата на 1 ноември и 15 жртви. Да се отфрлат сите кривични пријави за учесниците на протестите од страна на студентите, кои што беа на страна на студентите. Да се процесуираат сите кривични пријави против насилниците кои што беа идентификувани дека ги напаѓаат студентите и да се зголеми буџетот во образованието за 20%. Тие 4 барања се повторуваат. Власта тврди дека се исполнети, студентите очигледно сметаат дека не се. Директна комуникација со председателот или премиерот во оставка немаат, бидејќи инсистираат сето тоа да оди преку обвинителството и институциите на системот. Протестот почна околу 4 часот, но граѓаните кои што вчера дојдоа во Белград, веќе рано утрот околу 7:30 почнаа да се движат по белградските улици на тие 4 собирни места кои што беа позиционирани од студентите, од каде потоа дојдоа овде пред Народното собрание околу 3 часот. Разговаравме со многумина од нив, ги прашавме зошто се дојдени, што за поддршката кон студентите. Повеќето повозрастните велат дека магијата на студентите кои ги водат протестите е што се неизвалкани, што се чисти и поради тоа успеале да ги тргнат граѓаните во Србија од апатијата во која што биле западнати. Предлагам да ги чуеме изјавите на дел од луѓето кои што дојдоа тука да ги поддржат студентите. Mi smo došli iz našeg grada da bude oslobođen grad, da pomognemo studentima, da se ispuštuju zahtevi, da konačno institucije počnu da rade u ovoj državi i da se ovi političari navodni već 30 godina skloni da pustavu pametnu decu, da vode ovu državu, jer ima toliko školovanih koji osvajaju medalje po svetu, ali nisu nigde i propagiraju se takvi nekakvi, pa da kažem, bezvredni ljudi, znate. Nisu bitni toliko u našim životima i ne znaju da vode ovu državu i ne znaju da rade, znaju samo da rade za sebe. Mislim da ovoj deci treba podrška i oni ne traže mnogo, oni traže da institucije rade, da se zahtevi ispune. Ono što je divno što su ova deca probudila nešto što sam ja za njih 10 godina mislio da ne postoji više. I u Srbiji i na Balkanu, kada idem na more, svraćam u Makedoniju, bio sam u Hrvatskoj, bio sam u Bosni, ljudi su odustali. Znači ili borave i čekaju da otputuju gore ili su pobegli odavde. Ova decu svima vratila neku nadu da ovo može biti neko drugačije mesto za život. Nemam pojma, šta god kaže, evo sad sa njim pričam, brat mi je u Zemunu, sa zemunske strane dolazi i stoji već sat i po vremena, ne može da pređe most. Videli smo sada sliku kolika je gužva. Огнен 3 часа од како започна протестот, но се уште неизвестно дали ќе заврши како што и започна во мирна атмосфера со музика, песни и говори, со оглед дека на улиците има стотини илјади граѓани, илјадници, специјалци и неколку спротивставени групи. Какви се очекувањата што велат присутните? Да, па тоа е дилемата, тоа е прашањето кое што се поставува од моментот кога беше закажан овој протест. Тоа е прашањето што се поставуваше вчера, тоа е прашањето кое што и во моментов можам да кажам дека лебди во воздух. Додека во овој момент
не знам дали може да забележите, поминува кордонот на воените ветерани кои што се во поддршка на студентите, кои што го обезбедуваат на свој начин, го обезбедуваат овој протест да мине во најдобар ред. Сега за сега немаше никакви инциденти, немаше ни обиди за инциденти, иако морам да нагласам дека тензијата беше голема. Буквално можеше да се почувствува во воздухот, затоа што тука беа пред Народното собрание минимум 20-30 илјади, не сакам да шпекулирам со бројки, на само 50 на метри од нив беа неколку илјади поддржувачи на преседателот Александар Вучиќ. Меѓу нив имаше само 2 реда ограда меѓу која во меѓувреме беше поставена бодликава жица и како што кажа и ти околу 1000, можеби и повеќе припадници на српската жандармерија под полна опрема. Што ќе се послучува понатаму не може никој да знае. Со луѓето кои што зборуваме тука велат дека секогаш навечер, секогаш во ноќта се случуваат инцидентите и токму поради тоа дојде и одлуката на студентите овде пред Народното собрание да се заврши протестот и да се продолжи на Славија, каде што во чија што близина нема приврзаници на актуелниот преседател Александар Вучиќ, и со тоа да се избегне сценариото, да се избегнат можни конфликти, сценарио за конфликти и насилни протести кои што власта ги најавуваше. Павле, за сега тоа е се од овде пред Народното собрание. Ние продолжуваме кон Славија и со најновите информации се гледаме и се слушаме во следното информативно издание во 21:30.